Добар ден за аеродром, добар ден за Скопје. Почитуван председател на владата на Република Македонија и на ВМРО ДПМН, господин Никола Груевски. Почитувани министри во владата на Република Македонија, почитувани пратеници, почитуван председател на Советот на аеродром, почитуван градоначалник на општина Аеродром, господин Ивица Коневски. Почитувани колеги градоначалници од другите општини во градот Скопје, почитувани присутни, почитувани членови, симпатизери и поддржувачи на ВМРО ДПМН. Кога размислувам за денешната средба и пораките кои треба да ги дадам, само ќе кажам дека делата говорат за една личност, говорат за една општина, говорат за една политичка партија. Делата сведочат за нивната посветеност, за нивната отчетност, за нивната работа. Сакам да потенцирам и јас уште еднаш дека ова се локални избори и затоа ги повикувам опозицијата да ги остави настрана централните проблеми. Ова се локални избори, да не ги мешаме. Овде има конкретни дела, конкретни реализации, конкретни проекти. Затоа ги повикувам, нека дојдат со конкретни програми, со конкретни дела, да се судриме и заедно да излеземе на овие локални избори и граѓаните нека пресудат кој ќе победи. Како роден скопјанец, Скопје одлично го познавам. Ги знам неговите предности, неговите недостатоци, неговите потреби. Јас секојдневно живеам со проблемите на Скопје. На локалните избори во 2009 година, вие, почитувани граѓани, ми ја дадоте довербата да станам градоначалник на градот Скопје, а на Ивица Коневски градоначалник на општина Аеродром. И затоа сме ви неопходно и многу благодарни. Тоа за нас беше голема обрска да работиме во овие изминати 4 години. Поради таа одговорност, поради таа отчетност и посветеност, реализиравме повеќе од 500 проекти во градот Скопје, заедно со тимот, заедно со администрацијата, заедно со општините и градоначалниците во градот Скопје, заедно со Ивица Коневски и Советот во општина Аеродром. Денеска стојам гордо пред вас со крената глава, затоа што зад себе оставам доволно проекти, доволно реализирани дела. Реализираните дела го сменија ликот на Скопје. Реализиравме проекти кои ја подобрија функционалноста на градот Скопје. Реализиравме проекти кои што ја подобрија хигиената во градот Скопје. Голем дел од овие реализирани проекти се токму во општина Аеродром. Аеродром го заслужува тоа. Тие проекти не ќе беа реализирани без поддршката на општина Аеродром, без поддршката на Советот на општина Аеродром, а секако без поддршката на градоначалникот на општина Аеродром, господинот Ивица Коневски. Заедно со Ивица Коневски го реализиравме првиот булевар во градот Скопје во нашиот изминат мандат. Тоа е булеварот Србија и општина Аеродром доби булевар со 5 коловозни ленти во должина од 2000 метри. Заедно со Ивица Коневски го довршивме и булеварот Видое Смилевски Бато. Заедно со Ивица Коневски и со општина Аеродром. Исто така го реконструиравме коловозот Јане Сандански. Исто така, заедно со градоначалникот на општина Аеродром Ивица Коневски, направивме многу паркиралишта во општина Аеродром, како еден од клучните проблеми. Реализиравме повеќе од 1000 нови паркинг места во општина Аеродром. На многу локации, на многу улици, во зависност од потребите кои што ги искажа општината и градоначалникот. Изградени се и две паркиралишта по транспортниот центар со капацитет од 282 паркинг места. Екипите на градот Скопје реализира 1800 метри водоводна мрежа. Заеднички со Министерството за транспорт и врски, заедно со општина Аеродром, ја направивме и новата препумпна станица која значи подобра животна средина во овој дел на општина Аеродром. Градот Скопје во соработка со општина Аеродром го изгради и најголемиот колектор во последните 3 години. Тоа е фекалниот колектор во Ново Лисиче, чија вредност е повеќе од 2 милиони евра. Изградиме и фекална канализација во тој дел на општина Аеродром.
За прв пат се поделија канти на сите индивидуални семејства во градот Скопје и во општина Аеродром. И за прв пат, заедно со Ивица Коневски, се направи да се организира на особина смет во руралниот дел на општина Аеродром, и во Лисиче Горно, и во Долно, и во Лисиче. Градот Скопје го реализираше ГУП-от на град Скопје. И можам да кажам дека Ивица Коневски, заедно со другите градоначалници, беа многу активни, беше многу активен за сите оние нелегални градби да може да добијат можност преку генералниот урбанички план да се легализираат, да секој добие тапија, секој да добие тапија на своето. И не само во Аеродром, морам да нагласам дека за прв пат градот Скопје реализира проекти во сите 10 скопски општини, без разлика на политичка припадност, без разлика на етничка припадност, без разлика дали се наоѓа во центар или подалеку од центар. Почитувани сограѓани, денеска повторно сме пред вас да ја побараме довербата за уште еден градоначалнички мандат. Вашата доверба ја бараме со конкретни програми за градот Скопје и за општина Аеродром. И не само тоа, и не само за градоначалник, ја бараме вашата доверба и за советот на општина Аеродром. Мора да кажеме дека Ивица Коневски не ќе ги реализираше така лесно и така брзо сите проекти, доколку ја немаше безрезервната поддршка и мнозинството во советот на општина Аеродром. Затоа внимавајте, кој ќе бидат изборите, кој ќе заокружувате за Ивица Коневски, заокружете и за советот на општина Аеродром, да му дадете можност сето она што го ветил во изборната програма да може да го оствари, да не му ги врзете рацете, да не го уценуваат советниците, туку да одговара пред вас, пред граѓаните на општина Аеродром. Оваа програма на градот Скопје правена е заедно со стручни луѓе од сите области, заедно со граѓаните на Скопје, заедно со сите општини, заедно со градоначалниците, а секако за општина Аеродром, заедно со градоначалникот на општина Аеродром Ивица Коневски. Јас ќе нагласам само неколку проекти од новата изборна програма за градот Скопје за периодот 2013-2017 година. Изработка на проектна документација за изградба на нов мост на реката Вардар па се до Скопски саем. Продолжување на булеварот Асном од Февруарски поход до Тодор Чангов. Реконструкција и проширување на булеварот Трета Македонска бригада, новиот булевар во општина Аеродром. Изградба на главен фекален колектор од десниот брег на реката Вардар, заедно со владата Република Македонија, заедно со општина Аеродром и градот Скопје ќе го реализираат овој клучен фекален колектор. Исто така, изградба на фекален колектор и на Трета Македонска бригада и на останатиот дел во општина Аеродром, а особено од Првомајска, тоест Борис Трајковски, по булевар Србија, се до реката Вардар. Сите овие проекти ќе ги реализираме во соработка со кандидатот за градоначалник на општина Аеродром, господинот Ивица Коневски, и со советот на општина Аеродром. Кандидатот за градоначалник на општина Аеродром, господинот Ивица Коневски, на овие избори ја бара вашата доверба, почитувани граѓани. Како што кажав, заедно со него во изминатите 4 години реализиравме бројни успешни проекти кои во голема мера го подобрија животот на подрачјето на општина Аеродром. Тоа значи дека за овие 4 години многу се работеше во општина Аеродром. Тој е вреден, енергичен, креативен, настојчив, работлив човек и докажа како посветено се работи за доброто на општина Аеродром, кој во изминатиот период реализираше многу проекти. Ја направи општина Аеродром за посакувано место за живење во Скопје, во општина која интензивно се градеше. Заедно со конкретните проекти што тој ви ги нуди и ќе ви ги понуди во својата програма, е доволен услов граѓаните на општина Аеродром да дадат довербата на престојните избори за господинот Ивица Коневски за градоначалник на општина Аеродром. За уште една победа за Аеродром, за уште една победа за градот Скопје. Да живее ВМРО ДПМН, да живее општина Аеродром, да живее Скопје,
Da žive Republika Makedonija! Da ste živi i zdravi!